Добар ден на сите уште еднаш. Почитувани представници на медиумите, почитуван председател на владата, директори, градоначалници. Особено ми е драго што сме денес тука присутни на почнувањето на овој исклучително важен капитален проект. Тоа е проектот Крупиште-Кочани, кој што се разбира е составен дел на експресниот пат Штип-Кочани. Штип-Крупиште е патот, тој дел на експресниот пат, таа делница практично е во завршна фаза. Очекуваме некаде до крај на година, почетокот на пролета да биде комплетно завршен. А очекуваме сериозно силна динамика и во делот на изградбата на оваа делница, така да во најбрза мера очекуваме да овој експресен пат биде завршен во наредниот период и граѓаните на овој регион имаат сериозен бенефит. Сакам да потенцирам една работа која што е исклучително важна за овој регион е дека владата вложила преку 330 милиони евра заедно со јавното претпријатие за државни патишта кој што е имплементатор на овие проекти само за овој регион. Исто така исклучително важно е што покрај овие експресни патишта во овој регион и делот на Кривопаланка-Ранковци се работи на повеќе од само во овој регион реконструкции на 20 регионални патишта кои што со најголем дел се завршени, а дел практично до нова година ќе бидат завршени. Така да ако ги гледаме сите 8 плански региони во државата ќе видиме дека она што како влада го ветувавме во изминатиот период, а тоа беше сериозно силна динамика и градежна офанзива, тоа и се случува. Тоа се случува во делот на овие силни капитални проекти, како што се патиштата. Јас тука исто така би сакал да нагласам дека ова ќе значи и регионално поврзување, меѓутоа и регионално поврзување на овој регион и со соседните држави. Често пати информираме, меѓутоа и денес ќе повторам, значи граничниот премин до Делчево е направен целосно. Граничниот премин Берово-Клепало, на Струмица Новосело интензивно се работи, тој ќе биде за многу брзо време направен. Исто така регионалните патишта кои што се поврзани со сите овие места, како што се Пробиш, Штип-Кочани, Штип-Радовиш интензивно се работи и она што постојано и секојдневно одиме со директорот на увид на терени, гледаме стварно сериозно силна динамика. Тоа ќе продолжи во наредниот период. До крајот на август беа завршени реконструкции на 9 регионални патишта, уште 10 ќе бидат завршени до крајот на септември. Паралелно почнуваат меѓу 10 и 15 патишта од овој период кои што веќе се започнати дел се тендерирања и некаде треба на почетокот на октомври да започнат. Зборувам се севкупно за сите региони во државата, така што е ветено во изборната програма владата и во изборната програма на СДСМ во целост се остварува. Овие капитални проекти кои што се исклучително важни за граѓаните ќе продолжат и не само оваа година, туку и наредната година. Јас и оваа прилика сакам да искористам бидејќи тука се и градоначалниците. Значи некаде проектната единица за проектот кој што е преку Светска банка од 70 милиони евра е сосема при крај. Очекуваме октомври-ноември да отпочне со тендерирање со суспензивна клаузула, бидејќи средствата очекуваме некаде во декември да бидат обезбедени, се со цел да она што сме го ветили, а тоа е на почеток на наредната година, март-април, веќе и локалните патишта низ овие средини башка од буџетите на општините се разбира каде што работат градоначалниците, државата дополнително помогне да овие локални патишта, улици, реконструкции, изградба бидат во целост направени. Продолжува силната динамика, владата е сериозно посветена на ова и мислам дека апсолутно се она што сме го ветили во изминатиот период ќе биде остварено од наша страна. Благодарам.